Добре дојавте, почитувани. Денеска ќе зборуваме за електронската трговија во Македонија, сектор кој бележи значителен раст, но се соочува и со бројни предизвици. Дали новите даночни правила кои значат ослободување на пратките од странство за ДДВ ќе го заштитат домашниот пазар или пак ќе го забават растот? Да си кажеме денеска на оваа тема со Нина Ангеловска од Асоциацијата за електронска трговија во Македонија и со Павле Гацов од Сдруженијето на даночни советници во Македонија. Господине Гацов, господја Ангеловска, добре дојавте во студиото на Талмо. Добре најдов. Ретко кое прашање во Македонија може да ја мобилизира домашната јавност, па дури ни прашањето еве за загаден воздух или за депонии нечист град стана актуелно на исто рамниште, би рекол, и прашањето за одданочувањето, односно ослободувањето од даночување за пратките од странство, нешто што ќе ги зголеми цените на нарачките од Тему, AliExpress и другите добавувачи од странство, па имаше големи реакции во јавноста по ова прашање. Може ли на почетокот да ни објасните што точно би значило укинувањето од ослободувањето на ДДВ, за колку би поскапеле пратките, што толку се крена, се разбранува духот на сензибилизираната, би рекол, македонска потрошувачка јавност? Прво јас. Да, поведете. Добро. Предпоставувам зашто е толку силен интересот кога се менуваат стапките, особено кога се зголемуваат, затоа што ударот е веднаш. Финансискиот удар ќе го почувствуваат граѓаните што порачуваат преку Тему и така натаму од странство, од домашни купувачи. До сега го знаеат тоа како одредба, односно како обврска, иако аспектот на почитување на законските обврски секогаш е во знак прашање, а воздухот и се друго, нели, одложена работа и на долг рок носи негативно влијание, што е многу пострашно, да кажеме, од овој импакт. Затоа е интересот силен и затоа што и маса на луѓе, македонски граѓани, се навикнаа да купуваат онлайн по ниски производи, особено на некои, да кажам, секојдневни потреби. Чинот на воведувањето на ДДВ при увозот на овие добра се разбира дека ќе значи известно поскапување на овие производи, бидејќи на крајот кога се калкулира, кога се формира цената на било кое добро, задолжително во таа цена влегуваат и даноците. Добро, но еве, бидејќи станува збор за пратки, за нарачки од странство до 22 евра или во преведено, односно во македонски денари, пресметано од околу 1000 денари. Така. Колку би поскапело 18% ДДВ таа пратка за толкова реакција? Математиката е елементарна. Значи на 1000 денари 18% денари. Така да очигледно поскапувањето сигурно нема значајно да се одрази врз цената на крајниот производ. И врз цената и врз намалување на поборовачката. Но ќе има, се разбира, бидејќи статистиката е екзактна наука. Ќе има влијание. Значи процентуално сигурно ќе има влијание и на извесен мал пат на поборовачката и се разбира на зголемување на цената. Но една друга работа е вочлива на терен, не знам граѓаните дали веќе имале таква ситуација. Тему почна да испорачува добра во смисла со плаќање по превземање. До сега немаше таква ситуација. Задржуваат картичката, односно сметката и доаѓаше, нели, доброто со доставувач на ваша врата. Сега велат ќе дојде доброто, веќе ги има тие ситуации, но не е платено. Значи, еве го, тоа сте го порачале, треба да го платите, плаќате, она што се го порачале, не знам, еве 1200 денари и дополнително велат не е 1200, туку 1350. Значи, фактички веќе се покажа во пракса дека додавката за новото ДДВ што сега нели го воведуваме е веќе на прагот на имплементација. Иако мислам дека директно одредбата не е во службена употреба, барем до овој момент. Не е објавена во службена. Не е објавена се уште. Добро, Ангеловска, во првите 6 месеци од оваа година електронските продавници, колку што јас видов, ќе ме поправите ако грешам, бележат пораст од 34% во вкупниот обем во вредноста на онлайн трансакциите споредено со истиот период лани. Ако споредувам 2024 со 2025. Дали според вас ова е моментален бум, развој на електронската трговија или пак имаме само обид да го стасаме регионот? Па добро, сега тука наметнавте како се движи нашето темпо споредено со претходните години во нашата држава, меѓутоа многу важно е секогаш да се споредиме, односно како се движиме во споредба со регионот, па и во споредба со Европа, бидејќи нели таму нели целиме. Ние секоја година во Асоциацијата за трговија изработуваме сеопфатна годишна анализа и од минатата година анализата е всушност за Западен Балкан во споредба со Европа, значи го проширивме фокусот.
Ако се однесува сега, вие прочитавте последни податоци од Народната банка, тука зборуваме за трговија во потасна смисла на зборот, односно кога нарачката е онлайн, меѓутоа и плаќањето е извршено онлайн со платежна картичка, а не cash on delivery, како што претходно тоа не се брои, значи. Тоа не е во овие податоци, во овие 456 милиони евра во првите 6 месеци, односно 34% раст во вредноста. Тоа се однесува само на платени онлайн. А додека cash on delivery е, според нашите процени во анализите, кои што ги правиме, интервјуираме и анкетираме трговци од регионот, околу 70% е cash on delivery, значи многу поголем дел се плаќа со кеш наспроти со картичка. А што се однесува до тоа како се движи растот, значи има охрабрувачки раст. Јас тука морам да споменам кога споредуваме со регионот, бидејќи податоците на Народната банка се нели за Македонија, меѓутоа кога споредуваме со регионот треба да земаме некои индикатори кои што се споредливи и еднакво нели по иста методологија. И тука се податоците на Евростат, каде што гледаме колкав процент од населението купува онлайн, односно тоа се гледа колку проценти од интернет корисниците прават онлайн нарачки. И тука има двоцифрен раст, за прв пат најголем раст во земји како Босна, Црна Гора, Македонија. Македонија бележи 18% поени раст во 2024, споредено со 2023, тоа се последни достапни податоци. И со тоа е втора во регионот после Србија, односно 63% од интернет корисниците прават онлайн нарачки. Во Србија тоа е 65%. Но и покрај овој двоцифрен охрабрувачки раст, морам да забележам дека ако погледнете на еден график споредено со сите европски земји, повторно земјите од Западен Балкан се на долниот дел на графикот, што значи дека и покрај растот не треба забрзување за да ги стигнеме европските земји. И после оваа анализа, прашањето би било што од аспект на раст би значела промената на даночните стапки, односно ослободување на ДДВ-то за пратките од странство. Дали тоа ќе го забави растот, ќе го намали, ќе биде дополнителен удар или нема да се забележи силна промена, бидејќи станува збор за, како што рековме, прво пратки до 22 евра, второ даночното оптоварување не би било големо. Да, јас ќе се надоврзам сега на првата тема и прашање на која што разговараше Павле. Морам тука една мало за гледачите мало да кажем зум аут да одзумираме. De minimis, односно прагот, минималниот праг под кој што се плаќа или не се плаќа ДДВ конкретно, е глобална политика која што со промените на трговијата, односно бумот, растот, раст зборуваме ева глобално извадив некои податоци, меѓу 2014 и 2024 глобалната онлайн продажба пораснува од 1,3 трилиони долари на близу 7 во 2024. Волуменот на пратки, што е многу важен тука, бидејќи Павле спомна и за администрирањето на истото, пораснал од 44 милиарди во 2014 година на 185 милиарди во 2024 година. Значи, овој импресивен раст ги менува ланците на снабдување, го менува начинот на кој функционираат царините и барањата од маркетплейс платформите се сега многу поголеми. Значи, маркетплейс платформите, како Тему, AliExpress и наши домашни и други глобални од светот и европски, имаат многу поголеми барања кои треба да ги испочитуваат. Значи, тие веќе се на некој начин gatekeeper за владите. Значи, они собираат податоци, треба да проверуваат кој тоа продава на нивните платформи, дали производите ги исполнуваат критериумите, потоа да испраќаат податоци до царинските управи. Значи, при овој огромен обем, де минимисот на времето, односно пред неколку години, беше воведен како една политика за да ги ослободи царините од тој административен товар за мали пратки кои што се минорни, не значат многу во приходите. За да се забрза процесот на испорак. Да, меѓутоа кога порасна толку овој број, например процената само во Европа е дека во 2021 Европа го укинува овој de minimis праг, е дека Европа трпела годишна загуба од неприбирање на овие давачки по 22 евра ДДВ од 7 милиарди евра годишно. И сега веќе не станува политика за cost effectiveness, односно како да се ослободи workloadот на администрацијата царинска па да прибере повеќе приходи од позначајните пратки, туку со технологијата и развојот на трговијата ова веќе представува сериозен bottleneck, односно губиток на приходи и извор на нелегална трговија. И како да се избориме со растот на технологијата, ако не со технологија, значи сите земји кои што го укинуваат овој праг, еве сега таа е политиката глобална, Америка го укина во август 2025-та, Колку што успеа да видам во Европската унија, 2021. секој продавач што продава во било која земја мора да плаќа ДДВ.
Да, у Европа од 2021 година уште го укинува тој Зошто ние тоа не го следиме тогаш? Ние сега е прашање дали сме подготвени да го следиме, како политика светска ја следат сите. Меѓутоа, Од административни причини дали имаме капацитет да го сработиме тоа? Да, подготовката на волуменот на пратки со кои што се соочуваат земјите кои што го укинуваат де минимисот, дали е тоа Америка, Кина, Европа, Бразил, имаат своји системи и без технологија, без AI имплементирано и без pre-arrival системи за риск асесмент, која пратка вие ќе ја проверите, не може да се спроведе тој workload и ефективно да се наплати. И затоа Европа го воведува својот import one-stop shop систем, преку кој што маркетплейс платформите го засметуваат, го прикажуваат на купувачот, како што кажа Павле, го прибираат и потоа групно, консолидирано го плаќаат на државата. Потешкотија во следење на сето ова имаат најмногу поштите, бидејќи тие се соочуваат, нели треба да се приклучат на овој ланец, да даваат податоци, меѓутоа често нецелосните податоци, на пример на пратката ако пишете подарок е тоа, не значи многу за царинската управа. Добро подпрашање, Гацов, со оглед на ова што го зборува Ангеловска како слабост на системот генерално на институциите, пред се на поштите, колку тоа носи ризик од зголемување на сива онлайн трговија, бидејќи се го допре Ангеловска прашањето за Значи главната поента е дали сме подготвени или не. така. Генерално не сме. Не сме подготвени, веќе беше експлицитно јасно објаснато од страна на Нина. Но што ми е поентата? Значи, за да влезе некоја стока во територијата на Македонија, треба да ја помине царинската линија. Тоа значи, треба на некоја линија некој да декларира внес на производи. За таквото декларирање да биде успешно, брзо спроведено и пуштено во промет во домашниот пазар, треба во преднајава од продавачот од странската земја да има информација царината за кога ќе дојдат добрата веќе да биде тоа, како да кажам, уредно и брзо регулирано, да брзо да се плати бидејќи ќе биде проверено врз основа на фактурна документација од странство, вредности, добра описи и така натаму и така натаму. Такви системи се разбира дека ние се уште немаме развиено, но може да се развиваат, но мислам дека одиме на онаа линија на помал отпор, затоа и ова што го кажувам иницијално дека се случуваат веќе да се плаќа при превземањето, ќе биде некој меѓу решение за да се развиваат тие во меѓувреме, да кажам, софтвери, односно технологии на проверки. Како мерка, ова од една страна ќе има импакт врз граѓаните што купуваат, од друга страна значи заштита на домашната ситна трговија, бидејќи мислам дека преку набавки на тема доминираат токму ситните набавки, и од трета страна ова ќе има и фискални ефекти некакви. Тоа колкав е импактот врз буџетот? Ќе има ли значителен ефект врз полнењето на државата? Не верувам, но некаков ефект ќе има. Сега од аспект на државата тоа бидејќи се работи за големи бројки, кога велам не верувам во оние параметри што значат планирање на буџетот не значат. Но од друга страна, ако размислиме дека не знам се поправаат улици со 100.000 евра, се разбира дека ќе значи таквиот прилив од една страна, од друга страна ќе значи да сме сите еднакви пред законите. Ако купувате од Тему, едно добро, истото така го купувате од домашен легален трговец, трошоците да бидат исти за сите. Значи треба да имаме даночна правда, која што исто така е една форма на правда. Во ист контекст треба да бидат опфатени за ист промет, по иста правна работа, сите кои што се во синџерот на промет. Во тој контекст како даночен експерт ја поддржувате оваа мерка? Генерално да, но барам, нели, ова што го зборуваме системско решавање да не се претвори во кочница, во како да кажам прооднос на некои други канали, да се заобиколуваат оние што треба, нели, не знам, на црно да се внесуваат по некакви други канали и така натаму. Значи треба се затворат сите дупки кои што носат риск. Ангеловска, ми дадовте убава анализа и на трендовите во светот од 2014-та наваму, меѓутоа не ми одговоривте директно на прашањето. Да, каков ќе биде ефектот на новите даночни измени во домашната електронска трговија? Да, знам дека тој делот одговорот не го довршив, па ева сега прилика. Значи, генерално и сега ние позитивно гледаме на купувањето на македонците од надвор. Во која смисла? Во смисла на тоа дека долгорочно ние имаме население кое значително треба да ги подобри своите дигитални вештини за онлайн купување и дигитална писменост и финансиска писменост. Електронска и финансиска писменост. Ваквите платформи, како што е на пример Тему, сега го спомнуваме, ја игра таа улога како едукатор, затоа што тие атрактивни цени
кои што стигаат со бесплатна Се вежбаме достава. на тему за мали Да, пари. ако погледнеме ние дека 63% од интернет корисниците нарачуваат онлайн, ако ние следна година, благодарение на ефектот на тему, тоа значително порасне, значи дека нашата база на онлайн купувачи се шири и после тие можат повеќе да купуваат и од домашната понуда, која што и таа се унапредува. Значи, ефектот во однос на тоа, на едукација на купувањето, ја гледаме како позитивна. Во однос на тоа како ќе влијаат за купувањето од надвор, јас искрено не верувам дека тоа ќе се намали, ако гледаме дека ако нема дополнителна администрација, како што беше изјавено од Министерството за финансии дека нема граѓаните да ги одат постапките на увоз, доколку е тоа така, тогаш дали производот кој што го купува граѓанинот 100 денари ќе чини 120, пак е повеќе кратно поевтин од домашните. Зборуваме за оние категории на производи кои што имаат значително, кои што се достапни, имаат значителна разлика. Значи домашните продавачи пак е тешко да конкурираат со тие цени, макар и со 18% данок поскапени. Значи таа заштита да, од една страна е правична затоа што нема преференцијален третман странскиот продавач, меѓутоа пак благодарение на економија од обем, ниски трошоци на производство и предностите кои што ги има кинеската индустрија во овој дел и пак ти кажам технологија, вештачка интелигенција и се тоа што го има како држава да го понуди и го користи тему нели со влезот во Европа, не верувам дека ќе влијае во однос на обесхрабрување на граѓаните. Доколку треба да вршат администрација, увоз и паперологија, тогаш да ќе делува дестимулативно, односно ќе се намали купувањето. Но како рековте во претходната елаборација на одговорот и таа анализа на глобалните трендови, треба да се бараат мерливи индикатори. Сега ако го тргнеме настрана тему и целата негова моќ на производство на Кина како гигант, за да го достигнеме просекот на Европа или пак на пример да ја стасаме Србија, која е регионална тука сила. Добро, Србија е само 2% поени повеќе од нас. Добро, значи што ни недостига? Станува збор за логистика, за куповна моќ, за она што го кажувате како го следувате под графата електронска и финансиска писменост или пак доверба, можеби платежни системи? Се ова што го кажавте, се во се ни е потребно напредување буквално. Ако погледнеме ние, еве единствено сме одлични да кажам во однос на користење на интернет. Но ако погледнеме еве какви се навиките на нашиот потрошувач, тој најмногу го користи интернетот за социјални медиуми и телефонирање, а за оние попродуктивни активности како онлайн купување, праќање на мејлови и банкинг е доста ниско споредено со европските земји, е доста пониско. Дигиталната зрелост на нацијата е многу ниска и нас не треба значителен пуш и напредување во однос на дигитални вештини, дигитална писменост, значи се заедно мора да оди за да ги стигнеме европските земји. Европскиот просек инаку е 76% во однос на тоа колку купуваат онлайн. Сега за тоа е потребна да кажам холистички пристап и сите да го дадат својот придонес од финансиски институции, државата, сите засегнати стейкхолдери, трговците, поштите, значи екосистемот на трговија е многу комплексен. И ние како асоциација работиме во многу домени, работиме во предизвикот на сива економија, работиме во зголемување на дигиталните вештини со постојани тренинзи и едукации, работиме со нашиот беч Trustmark за да граѓаните може да познаат кој е верификуван трговец, кој не е, па да изберат да купуваат од проверени. Значи, работиме на прекогранична трговија со Балканската алијанса за трговија, која основавме заедно со земјите од регионот. Меѓутоа, нели, потребна е. Добро. Од сево ова што го слушнав до сега, значителен фискален импакт врз буџетот ќе нема оваа мерка, врз цените исто така нема да донесе значителна промена, да ги заштити домашните онлайн продавници во однос на странските исто така нема да успее. Па добро, ние го земавме тему за пример, ама земете ги другите, тука се многу други платформи. Не, прашањето е следно. Бидејќи сево ова нема да се случи, велите единствената придобивка е даночната правда што ја донесува оваа мерка. Добро. Што друго во пракса ќе значи како промена? Дали можеби ќе ја забави испораката на пратките? Ако се случи таа администрација која е неопходна за да нема па сива економија. Ако се решава системскиот прием во смисла еве ова што зборувавме претходно да се документите да стасуваат паралелно или дури и пред стоката, кога зборуваме за увозот од Кина, од странство или било од каде, не е важно. Тогаш и таквите системски забавувања ќе бидат избегнати. Што е сега да зборуваме макроекономски? Можете ли да парирате на продавач кој што не плаќа закупнина во Скопје, нема вработи, не плаќа скопско парно струја?
Никогаш не можете. Затоа ова е изгубена битка за домашните малопродавачи. Добро е да се позиционираат на платформи. Значи зборувам и за домашните малопродавачи, да се позиционираат на платформи, едноставно да ги намалуваат таквите трошоци кои што се фиксни и се работа на позиционирање, бидејќи секоја позиција фиксна носи високи трошоци. Ова покажува како ќе се развива трендот на продавање во светов. Очигледно дека Македонија не смее да заостанува за тоа. Инаку тој што ќе остане само на фиксната продажба ќе губи битката на долг рок сигурно. Како тогаш после се ова што го слушнав, кои мерки би биле потребни и кои мерки ги препорачувате до креаторите на политика за да се обезбеди фер конкуренција меѓу глобалните гиганти продавачи и домашните трговски фирми? Па, пред се треба да им се улесни да домашните трговци да се бават со раст и развој на бизнисот наспроти со администрација. Се уште има значи голем дел на законски измени кои што треба да се спроведуваат. Нашиот закон се уште не предпознава маркетплейс платформи кои што се секојдневија во Европа и во светот генерално. Значи дополнително ова најава за e-фактура се најавува и дигитална фискална сметка кој што е еден од предизвиците на домашните трговци. Ние сме разговарале со управата за јавни приходи, го застапуваме секторот пред институции. Како асоциација сте испратиле барање и препораки што треба да се направи? Да, сме испратиле и сме одржале состанок заедно и трговците ги донесовме на тој состанок да ги кажат своите предизвици и сега се надеваме дека ќе има слух и дека мерките кои што ќе се носат ќе бидат со цел да им го олеснат работењето, а не да им го отежнат. Например, таа дигитална фискална сметка која што се очекува треба навистина да го скрати маките административно на трговците, затоа што во трговијата знаете, може да е доброто во еден град, се зборуваме само за домашна, доброто може да е во магазин во еден град, од друг град е купувачот, фискалната сметка, ако треба да се издаде и да се испечати, фискалната каса е на трета локација. И сето ова ние го имаме разговарано со управата за јавни приходи и апелираме, еве користиме прилика јавно, да апелираме сериозно да ги земат во предвид предизвиците на трговците, законските измени да следат трговијата, да ги следат трендовите. Во денешно време можеме да видиме best practices, каде најдобро е нештото имплементирано и да го примениме тука. Ние сме секако отворени на располагање, меѓутоа еве сивата економија како еден значаен предизвик на трговците треба системски да се решава. Значи ние не можеме да правиме едукации и тренинзи за дигитални вештини, за тоа можеме, ама не можеме сивата економија да решаваме и да влијаме сами како асоциација за трговија. А тоа креира сериозни предизвици на легалните и регистрирани продавачи. Добро, рековте дека се вежбаме за ситни пари на тему и тоа е добро од аспект на финансиска и дигитална писменост и во тој сегмент се очекува раст и натаму. Меѓутоа, кога правиме паралела меѓу домашните продавници и гигантите како AliExpress и Temu, зошто работава повеќе оди на нивна вода на Temu и на AliExpress? Дали купувачите, сега малку и барам како да речам, една анализа на менталитетот на домашните купувачи. Зошто се одвраќаат од домашните продавници и повеќе се вртат кон Temu? Дали станува збор за цената, за квалитетот на производот, за брзината на испорака или пак нешто друго? Па цената секогаш, јас кажам по Павле нека дополни нека каже, цената секогаш најголем мотиватор, особено во земја како нашата, каде што потрошувачите се ценовно сензитивни многу и би одбрали да купат онлайн пред се заради цената, која е главен мотивирачки фактор да се решат за онлайн купување. Така да дефинитивно понудата е таа која што понудата кога зборувам и цена и производ и доставата се волни па и да ја почекаат, пошто домашните побрзо ја добиваат, се волни да ја почекаат заради цените и широкиот асортиман и агресивен маркетинг, нели, кој што добиваат еден куп ваучери, понуди. Ако сте ја користеле сега апликацијата е буквално како игра. Постојано ви излегуваат некои джекпот, картички и слично, дека сте добиле ваучери да ги користите и сето тоа е агресивен маркетинг подкрепен со пари и финанси, меѓутоа и со вештачка интелигенција и технологија. Тоа е хиперперсонализацијата која што возможува AI во денешно време. Домашната понуда, ние како асоциација ја застапуваме и многу ни е од интерес да расте таа понуда, бидејќи таа е, да речем, основата во нашата држава. Но имаме ли можност за битка со странските гиганти, кога услови како што објаснува Гацов,
Па Тие видите, се сега не од се самиот сите- старт ставени во понеповолна ситуација. Не можеме да поради- генерализираме затоа што тука разговараме за различни категории. Ако земете да купите бела техника телевизор, ќе го купите од домашен продавач кој што има сервис, гаранција, така, значи едно е третираме категорија бела техника и поголеми апарати. Тие нема да ги купите од Тему во случајот. Значи зависи кои категории се подобни, тие се најчесто home and decor категорија, играчки, do it yourself, кои што ги купуваат граѓаните на Добро, Тему. или ај вака да го преформулирам прашањето за да биде појасно. Ако утре по некоја причина би ги снемало, да речем, Тему или AliExpress, или би било невозможени да продаваат во Македонија, дали домашната електронска трговија ќе експлодира или пак ќе замре и ќе покаже дека проблемот е бил во понудата? Нашето видување, или да кажем моето видување е дека тие хипотетички ситуации секогаш водат кон непосакуван ефект, а посакуваниот ефект е да расте домашната трговија. По домашна трговија, под растење на домашна трговија, не разговараме само во број на трансакции кои ќе ги направат граѓаните. Разговараме во развој на еден цел мајндсет, екосистем и дигитална зрелост на нација. Затоа, како што кажав, прават добро странските продавачи без разлика кои се тие. Домашната понуда паралелно се напредува и расте. Имаме, еве, во првите 6 месеци, тоа не го споменав, имаме 120 ново отворени и продажни места. Секоја година за околу 300 се зголемува. Имаме маркетплейс платформи домашни на кои што продавачите можат да се поврзат и да продаваат. Ова го спомна, нели, и Павле, како се охрабруваат малите продавачи да може да се поврзат и да бидат присутни онлайн преку тие платформи. Но не достига дефиниција Значи, законска на маркетплейс, како што реков. Не достига, сега се смета како Законска регулација. посредник, меѓутоа не достига до регулатива со цел да ги добие сите поволности и да функционира на начин кој што практично и функционира. Сега има отежнување административно поради недоволно дефинираната законска регулатива. Гацов, имајќи ја предвид ситуацијата и трендовите за кои се зборува во наредната деценија, кога станува збор за електронската трговија, што треба македонските даночни власти и царинската администрација да сработат интензивно, за да се подготви Македонија да одговори побрзо на предизвикот и да го следи тој тренд на раст, како што е, барем да биде на ниво на околните земји? Па, даночна администрација треба да го заштити македонскиот даночен простор, значи да се внимава на одранчувањето во Македонија, вклучувајќи и домашните добра стоки, но и оние што се увезуваат. Сега, ние генерално зборуваме за трговија. Физичка или трговија, генерално трговијата е во подем, расте и така натаму, но некој треба да произведува. Значи, и она што го доставуваат Тему, некој го произвел. Дали вие од Тему сте купиле, не знам, кошула кој што е од астиво штип? Не сте купиле. Очигледно дека производството се одвива во Кина, во Индија и во другите земји, Виетнам и така натаму. Генерално за оваа работа на нас ни треба системски, односно структурни реформи ни требаат. Трговијата да ја возможуваме, да ја подобруваме, системски да дозволуваме ова што зборуваме со Нина, нели, околу плаќањата, не знам, фискална дигитална сметка и така натаму. Во спротивно ќе бидеме конзументи само. Потрошувачи. За жал трендот е таков, ние само тоа го правиме. Но некаде вие треба да заработувате пари. Очигледно тука имаме нет одлив, да кажам, бидејќи купуваме странски добра. Услугата кој ќе спроведе дали домашен добавач или странец е помал хендикеп во однос на тоа кој ги произведува. Затоа мислам дека ние во овој контекст треба да се позиционираме таму каде што сме добри. Во некои индустријски гранки или во, не знам, земјоделието и така натаму. Трговијата треба постојано да ја подобруваме и да создаваме услови домашните трговци да бидат се побројни и се полесно да ја одвиваат, да ја вршат својата активност, дејност. Добро, имајќи ги предвид сите трендови, дали оној конзервативен шопинг се доведува под знак на прашање, дали шопинг моловите, например, кои се уште се отвораат, на големо нивниот бизнис е доведен на краток или на подолг рок во прашање, со оглед на навиките, се менуваат на навиките на потрошувачите, меѓутоа сепак се забележува за викенди особено, за Црн петок извонредна голема посета на шопинг моловите. Значи се уште е актуелно и она традиционално купување. На долг рок, Да, значи, каде ќе оди балансот или некој ќе изгуби битката сепак? Па не се работи тука, мислам дека за битка меѓу двата канали. Согласно последни податоци, некоја естимираната онлайн продажба во вкупната малопродажба во Македонија е околу 6%. Значи далеко сме од доближување до традиционалната продажба.
Меѓутоа дури да се доближува и да зема се поголем зама, па ќе зема онлайн продажбата, тоа не значи дека шопинг моловите и нивното функционирање е доведено во знак прашање, барем во догледно време. Еве ако погледнете земји каде што близу 90% од интернет корисниците купуваат онлайн, како развиените европски земји, не знам, Холандија, Германија, UK, тука пак имате шопинг молови. Туку разликата е што понудата во шопинг моловите е помала од она онлайн. Онлайн можете да понудите многу повеќе, робата да е складирана сега со роботизирани, автоматизирани warehouses во складишта. Значи, тоа се случуваше и во Кина. Јас имав прилика да бидам годинава 4 месеци во Кина. Малтане се ви е достапно онлайн, во продавница многу помала и многу полимитиран асортиман. И тоа го возможува, значи имате шопинг молови, сепак тоа е локација за социализација, за да се прошетате. Меѓутоа многу често ако нештото го нема во продавница, одите го нарачувате онлайн. Па и кај нас може да се случи такво нешто. Може да се случи, меѓутоа кај нас за сега се уште не е побогата онлайн продажбата од офлайн продажбата, туку се на некој начин мечирани еднакви или некојаш дури е помало онлайн понудата. Што е ново, кои е новите трендови во Кина што овде се уште не замислива? И што ќе дојде Добро, Кина ни е далеку за споредување, ние се споредуваме со Европа. Вештачката интелигенција е интегрирана на едно сосема поинакво ниво, буквално да го улесни функционирањето на бизнисите, на животот на луѓето. И тоа се гледа во секој аспект. Конкретно во трговијата, во еден град каде што јас бев од 20 милиони жители, онлайн пратка на рачувате ви пристигнува за неколку часа. Е фасцинантно и тоа е благодарение на длабоко интегрирана вештачка интелигенција од складишта, магазини до густи фулфилмент центри стратешки поставени во градовите, до технологија во самите апликации. Пак ќе кажам, далеку сме од Кина за споредба, меѓутоа се надеваме дека ќе фатиме чекор, барем со европските земји. Вештачката интелигенција е тука да остане да го направи работењето на нас е колку попродуктивно. За жал, според индексот за подготвеност на вештачка интелигенција, Македонија и регионот се уште многу каска. Само 1% од македонските компании користат алатки за вештачка интелигенција за подобрување на работењето, што значи дека тука мислам дека ќе биде фокусот да се помогне на компаниите да се дигитализираат, да сменат, да имаат перцепција дека дигиталната трансформација почнува од луѓето, не од имплементирање на некаков систем во компанијата. Значи да применат различни начини на размислување и да знаеме дека утре нашиот купувач ќе биде можеби не човек, non-human, затоа што со вештачката интелигенција и така наречената agentic commerce, вие ќе може да кажете на ChatGPT или на друга апликација да ви купи тоа и тоа по најповолна цена и фактички тој ќе биде вашиот агент кој што ќе изврши трансакцијата за вас. Значи веќе продавачите не продаваат на Ова веќе постои во Кина или? Не, ова е на светско ниво се развива и за многу брзо ќе биде достапно. Меѓутоа, значи тука веќе не се работи за тоа дека трговецот спрема информации за да го пребарува на Google човек, туку веќе го пребарува робот и вештачка интелигенција пребарува и купува во негово име. Така да многу ќе се менува пейзажот тука. Мораме да завршуваме како крај само, имајќи преди се што кажавме и сите ваши анализи на темава, кој сегмент има најдобри перспективи, кој сектор всушност во електронската трговија во Македонија и каде би требало и државата да поттикне, да стимулира, да ги уреди правилата за да еве во некој систем, во некој сегменти ние видиме можеби регионални лидери. Па кога зборувате за кој сектор е електронската трговија, засега јас не препознавам сектори кои што треба да ги поентираме. Трговијата како процес, како систем треба да се улеснува, подобрува во сегментот пред се, значи додиме чекор по чекор, она што е лошо кај нас се кажавме, она со фискалните сметки, со локациите, со издавањето, со како да се забрза испораката? Испораката, значи ако може во 20 милионски град да стаса за неколку часа, што би било проблем во Македонија освен слабата пошта или не знам? Добро, тоа е круцијален проблем. Сега поентата е кај нас ова треба да го прават увозниците или пак доставувачите, кога зборам за пресметувањето, односно за плаќањето на ДДВ-то, тоа се неколку фирми, можеби тоа да го прави една фирма за Тему, не знам, или како ќе го уредат тоа како бизнис модел, тоа е работа на овој продавач, нели? Но мислам дека овде треба сериозно да се работи на алатки развивање, може да следат споредбено во соседните земји што се прави, нели на
во развиените земји од Европа и така натаму, за да ги подобруваме сите овие пристапи за бразување на оваа трговија. Ангелска Кусо, каде треба да биде фокусот? Каде имаме најголем потенцијал? Да. Имајќи го предвид домашното производство? Па, кај што ќе оставиме фокусот, таму ќе работи. Значи, Павле спомна дека имаме голем неискористен потенцијал во земјоделие. Тоа се сега со сама, да не се шириме нели за крај на емисијава, со сама различни сектори. Е-трговијата сама по себе не се смета како сектор. Вие не можете да регистрирате компанија во е-трговија. Или постои такво нешто? Зелен дигитален пазар. Се може. Дали пазарот го бара тоа, дали има потенцијал, тоа е клучното прашање. Меѓутоа е-трговијата, пак само накусот да завршам, е еден продажен канал. Не е само за себе сектор, во секој еден сектор и гранка можете да имплементирате онлайн продажба. И тоа се случува. Ние зборувавме денеска за потрошувачкиот дел, за B2C, кон крајен купувач, меѓутоа многу голем дел од светската е и B2B. И тука очекувам се повеќе и повеќе да се развива, затоа што таа е повеќе cross border, односно со компанија од различни земји. Така да имаме многу што да работиме, но имаме и потенцијал да го отклучиме и ние сме позитивни на крајот на оваа година, дека не очекува уште поголем раст и напредок во следната. Господин Ангеловска, господин Гацов, ви благодарам многу за учеството во денешната издание да се кажеме. Благодариме. Почитувани, вие останете на оваа фреквенција, имајте пријатен ден и довидување утре во истиот термин.